Стратегиско комуницирање е начинот на кој што една информација треба да стигне од точката А, оној што ја создава, до точката Б, оној или оние што треба да ја примат, разберат и да постапат по неа. Ова комуницирање е многу важно за граѓанските организации што се обидуваат да постигнат промени во општеството или во дел од него. Нивните пораки се насочени кон јавноста за да се оствари јавниот интерес. Ова наведум едноставно движење на информацијата меѓу двете точки воопшто не е праволиниско. Многу повеќе е лавиринт во кој често треба да се избира во кој правец ќе се тргне, лево, десно или право. Но со следењето на неколку едноставни принципи може полесно да се стигне до целта. Граѓанските организации работат во различни области: животната средина, човековите права, демократијата и слободата, борба против физичката, образовната, економската или друга нееднакост. Затоа првото прашање што треба да се одговори е што сакаме. Дали е целта публиката да го разбере проблемот на кој работиме, да ни даде повратни информации, да преземе нешто самата или да го промени своето однесување. Пораките би биле различни во сите случаи. Второто прашање е која е публиката? На едноставен одговор оној што е засегнат од проблемот на кој се работи. Но и тука има крстосници во кои треба да се избере правецот. Климатските промени се глобален проблем, но различно ги чувствува административецот во големиот град или земјоделецот во село. Бескорисно е да има иста порака кон двајцата. Семејното наследство намногу ги засега жртвите, но и потенцијалните жртви, односно луѓето во ризик, како и целата јавност. Третото прашање е каква треба да биде пораката. Има два главни правци. Ако се обраќаме кон потесна целна група, како најзасегнатите жртвите на проблемот, таа треба да биде јасна, едноставна и директна. Ако целната група не е општата публика, треба малку да поработиме на продукцијата. За да допре треба прво да биде човечка, да има живи примери од луѓе што трпат некоја неправда, лоши животни услови, загадување или слично. Потоа малку статистика ќе помогне да се укаже дека примерот не е исклучок, туку проблемот е голем. Пример, над 5000 семејства живеат како ова. Емотивниот апел е важен елемент. Дали ќе дозволиме ова да ни се случува? Дали ќе чекаме и нас да не снајде? На крајот е препораката. Еве што треба да направиме. Понекогаш целната група се институциите, оние што треба да преземат мерки за да се реши проблемот. Тогаш треба до нив да се испратат јасни и директни пораки, а до целата јавност пошироки пораки за да се засили притисокот кон решавањето на проблемот. Посебен дел од стратегиското комуницирање е кризното комуницирање, кога организацијата или нејзините активности се нападнати од медиум или од друг јавен чинител. Добро е да се имаат подготвени одбранбени стратегии, но првото прашање што треба да се одговори е дали и колку информациите против организацијата се вистинити и дали и колку таа има одговорност за случувањата. Реакцијата може да биде од негирање до извинување. И тука треба да се пристапи различно кон специфичните целни групи и кон општата публика. На крајот е важно да се оцени колку била успешна стратегиската комуникација, како биле изведени сите чекори, кои ефекти се постигнале со нив, дали некаде се сгрешило и како да се поправи тоа во иднината.